Сите јавни комунални предпријатија се превработени, но со несоодветен кадар. За да се надмине овој проблем, потребно е намалување на непродуктивните работни места, како изголемување на капацитетот, знаењата и вештините на вработените во секторот. Организационата поставеност на предпријатијата секогаш треба да ги следи потребите на пазарот, односно проблемите кои што настануваат, како што во минатото ги имавме ковид кризата, енергетската криза, економската светска криза, секогаш треба да бидеме чекор пред и со еден збор кажано, секогаш треба да се поставуваат вистинските луѓе на вистинските места. Од тие причини, комерцијалната ефикасност е многу важна за оптимизација на приходите и минимизирање на трошоците, а Атком на оваа тема организира неколку обуки за менаџерските тимови на предпријатијата. Комерцијалната ефикасност дава еден период на следење на бизнис планирањето во текот на 4 години за колку што се врши бизнис планирањето, токму во делот на следење на трошоците, во колкав аспект се реализирани тие трошоци и остварувањето на приходите, во колкав дел се остварени приходите, понатаму колку се остварени инвестициите и каде се движи предпријатието во тие 4 години. Сето тоа преку комерцијалната ефикасност ни дава насоки за следење на работењето на предпријатието. Комерцијалната ефикасност на јавните комунални предпријатија е оптимален модел за функционирање на целокупниот систем, особено кога се работи за капитални инвестиции. Многу битен сегмент се инвестициите од аспект на трошоците, затоа што инвестициите може да се стварат, така да, тие се стварат од сопствени инвестициски средства, меѓутоа, исто така имаме инвестиции од предадени основни средства од општините, кои што секако се инвестиции, меѓутоа тие се третират како донациски средства, не се сопствени средства наши. Капиталните инвестиции во главно се однесуваат на реконструкција на постоечките и изградба на нови водоводни и канализацијски мрежи, а во иднина ќе треба многу да се вложува и во изградба на пречистителни станици за третман на отпадните води. За Сител, Трајан Ристовски.